гледачи, време е за најновото издание на емисијата Виз на ТВ канал Виз. Во наредните минути ќе проговориме нешто повеќе за актуелностите кои што се поврзани со еден од најважните сектори во југоистокот, а тоа е земјоделството. Наши и ваши гости се господин Миле Цеков, представник од Стопанската комора на Македонија и воедно и дел од менаџерскиот тим на Евромак, и Ристо Велков, представник на регионалниот сојуз на земјоделски производители. Најпрвен добро дојдовте во нашата емисија. Добро вечер. Благодарам на поканата и да ги поздравиме гледачи на ТВ канал Виз, посебно нашите земјоделски производители, и се надеваме дека со интерес ќе следат вечерашната дебата. Така, Велков, еве откупот некако оди, ние во неколку наврати информиравме дека за сега барем се држеа цените на едно задоволително ниво. Како земјоделци, очекувавте ли ваков, ајде пак ќе го земиме условно речено, успешен старт на откупната сезона, или бевте изненадени од случувањата на пазарот и креирањето на цените? Да, мораме да го признаеме сето она што се случува од почетокот на оваа година, бидејќи во сферата на реалноста мора да биде нашиот земјоделски производител од постигнатите цени пред се на оние први култури со чии што производи стаса на пазарот. Така да мислам дека има задоволство кај нашиот земјоделски производител кој што произведуваше зимска зелка, кој што како ретко досега имаше добра откупна цена, потоа доаѓаше зелката, пролетната зелка, која што е меѓу најзасадените култури на површините во нашиот регион, и исто така мораме да го потенцираме податокот дека имаше некое, не имаше, туку секако владее задоволство кај нашиот земјоделски производител од постигнатата цена по која што се продаваше овој производ. Сега веќе деновива почнаа да стасуваат на пазарите и оние производи земјоделски, градинарски пред се, кои што се потопло љубиви, кои што во текот веќе на првите потопли денови стасуваат на понуда на пазарот, така да веќе има во огромни количини, поголеми количини понуда на краставицата, пиперката, доматата, и тоа велам за производи без контролирани услови, тоест без одедување на дополнителни трошкови под парно. Значи, цените за сега мораме да кажеме варираат, ама мислам дека се во сферата на задоволството и се надеваме дека ќе се изнајде начин како и првиот производ што стаса на пазарот да биде пласиран по некоја добра соодветна цена, задоволителна за нашиот земјоделски производител. Земјоделците велат дека намалените количини, намалените површини на производство се една од причините за добриот старт на откупот, од една страна и лошите климатски услови во земјите од регионот кои што се извозници. Вие како Евромак, како до вчерашни откупувачи кои што почнавте нели сопствено производство, дали го чувствувате намалувањето на површините на производството и дали е тоа една од причините зашто и самите нели тргнавте кон производство, кон примерно производство на земјоделски производи? Па добро, да, еден од факторите е тоа, генерално земано, значи од почетокот на оваа година со стартувањето на зимската зелка од другите краеви, Веландовско и другиот крај, значи со почетокот на пролетната зелка има успешен старт, цените се задоволителни. Значи слушаме дека цена на чинење по производ на зелка зимска и пролетна е во задоволителни услови. Дали тоа би влијаело на формирање на цената на конечниот производ кој што треба да се... Дали да очекуваме и зголемување на малопродажните цени на производите? Па секако, ако се зголеми цената на откуп, ќе се зголеми и цената на во марките на полисите. Значи, како што кажав, тоа зависи од многу фактори. Еден од факторите е иселувањето, зголемувањето на работна рака во фирмите. Сето тоа влие на одрас на цената, кој што на крај сите ние сме свесни дека мора да се зема еден генерален заклучок дека цена на чинење на земјоделецот мора да се покрие и да има он еден профит кој што мора да го стварува за да треба да реинвестира во наредна сезона. Гледаме дека во овие години тоа се постигнува, значи генерално земјоделците се задоволни, имаше откуп оваа година, пласман во некои држави кои што до сега не сме настапувале, така да мислам дека трендот на откуп ќе се задржи на ова ниво.
Така, во последниот наш разговор разговаравме за важните инвестиции во земјоделството кои што треба да го модернизираат и кои што треба да го направат македонското производство 12 месеци во годината, не само сезонски. Одиме ли кон таа насока? Кои се вашите согледувања? Дали земјоделците почнаа да инвестираат, почнаа да го модернизираат своето производство за од една страна, нели, да станат поконкурентни не само на домашниот, туку и на да се држат рамо до рамо со земите поголеми производители. Да, така е. Со настапувањето на младите во земјоделскиот сектор, секако тоа ќе се реализира. Значи, сега со најавените мерки од страна на државата преку ИПАРТ и другите фондови имаме доста зголемување на инвестиции во земјоделскиот сектор, односно во модернизација на постоечката механизација преку ИПАРТ повиците. Така да, еве, ние до сега имаме реализиран уште еден проект преку ИПАРТ во преработувачки капацитет, но во земјоделскиот сектор се уште и на ниско ниво искористеноста преку ИПАРТ фондовите. Знаете и вие дека се уште се враќаат средства назад во Европска унија, затоа што процедурите се уште се малку сложени и луѓето на еден начин се исплашени да аплицираат, затоа што преголеми се критериумите и начините на аплицирање, но започнат е трендот во инвестирање, започнат е трендот во модернизација, затоа што тоа е неопходно ако сакаме да имаме едно конкурентно земјоделско производство, кое што ќе бидеме препознаени не само во регионот, туку и во земјите каде што до сега немаме пласирано, а сакаме да ги освоиме овие пазари. Така, Велков, министерот за земјоделство и директорот на платежната агенција вчера ги подпишаа првите договори за подземен систем капка по капка. Ке помогне ли ова доколку се омасови или повеќе земјоделци да ги искористат овие финансиски средства кои што државата ги обезбедува од сопствениот буџет за модернизација и за олеснување на работата? Во делот на позитивните ефекти кои што ги спомнуваат се намалување на трошоци на чинење, подобро производство и така натаму. Потребен ли овој систем на земјоделците? Да, примената на ваквиот начин на наводнување кај земјоделските култури спаѓа во еден од редовите на примена на современа технологија во самото земјоделско производство. Од една страна сигурно ќе дојде до правилен пристап на искористувањето на водниот потенцијал, што значи дека нема да се расфрла водата и така знаеме во какви временски услови живееме, бидејќи сега деновиме сведоци дека има доста врнежи, меѓутоа знаеме дека има години кога мачи нашиот земјоделски производител како и на кој начин да ја достави водата до земјоделските култури. Сепак мораме да признаеме дека ваквиот начин на примена на ваквата технологија во самото земјоделско производство, мислам дека ќе придонесе пред се, рековме, заштеда на вода, друго зголемување сигурно на количините на производи по единица површина од дадени култури и мислам дека ќе се добие во изгубување на работна рака, бидејќи знаеме кога ќе се уклучи системот дека се штеди и на работна рака. Така да мислам, ама пред се мора да се зема податокот дека ќе дојде до зголемување по единица површина од дадена култура. Исто така мислам самиот начин на примена на наводнување капка по капка ќе допринесе и до правилен режим на искрена на самите култури, што влијае исто така за зголемување на приносите по единица површина, бидејќи самиот пристап на примена на ваков начин на наводнување овозможува да секоја култура во даден временски период на развој на својот вегетативен развој и се овозможува пристап на искрена од даден тип на елемент. Пред се тука станува збор на макроелементите. Мораме да признаеме дека секој земјоделски производител при пристапот на производство мора да знае кога и колку количина од даден тип на ѓубриво мора да стави на одредена култура, бидејќи не во секоја фаза растението користи исти тип на ѓубриво. Ако има правилен пристап во искрената и примената на ваков тип на наводнување, мислам дека неминовно ќе биде зголемување на единица по единица површина и по квалитет на дадени производи од културите кои што се одгледуваат на тие површини. Едуцирани ли се земјоделците за ова и дали вие како регионален синдикат, како здружение, невладини организации кои што работите во делот на земјоделството, организирате обуки работилници на кои што би ги едуцирале
производителите да го модернизираат еве и наводнувањето и воведувањето на овој систем? Мислам дека и науката се грижи за дел од примената на ваквите нови технологии. Еве оваа година мислам дека ќе биде трета во примената на проект од страна на UNDP, пред се со примена и меѓу другото и со систем кап по капка, морам пак да го потенцираме тоа, сите оние предности кои што ги има самиот земјоделски производител во текот на производство, така да мислам дека се поголем број на земјоделски производители кои мораме да потенцираме се заинтересирани на еден современ начин на производството, тие ги посетуваат тие работилници и мислам дека се стекнуваат со одредени знаења во сферата на производството од страна на наводнување и искрена на културите. Дали станува збор за едногодишни или повеќегодишни култури. Така, постојано зборуваме за намалување на цената на трошоци на производство. Еве Министерството, па може да кажеме конечно после и 2 години воведување веќе најавува дека зелената нафта ќе профункционира. Ја очекувате ли ќе значи ли во делот на намалувањето на трошоците и дали правните субјекти ќе можат да ја користат кои што имаат поголемо производство? Еве, јас само на кратко морам да кажам дека самото воведување на искористување од страна на земјоделските производители бенефит од субвенционирање на зелена, така наречената зелена нафта, мислам дека ќе има бенефит, меѓутоа мислам дека надлежното министерство требаше да собере сила и во претходниот период веќе да стапи искористувањето на овој вид на трошок, мораме да признаеме, во самото земјоделско производство. Меѓутоа веќе знамо ти има распишано тендер и веќе тече рокот кога треба да помине и да се надеваме дека веќе во есенскиот циклус на примената на агротехничките мерки, пред се станува збор, дека конечно ќе почне нашиот земјоделски производител да ја користи и со самото искористување на овој тип на регресна нафта, мислам дека ќе дојде и до намалување на самата цена на чинење на земјоделските производи. Така, правните субјекти можат ли да користат? Видите, јас на кратко малку се навратам на претходната теза, значи можеби јас не сум од земјоделскиот сектор, но како економист, господинот Ристо, како што спомна, во делот на советодавната служба, значи јас мислам дека заедно со министерството треба што побрзо да се организира едни саемски манифестации, односно патување заедно со Сдружение на земјоделци, со кооперативи, да се оди директно на терен во најразвиените земјоделски земји. Конкретно ќе го земаме пример од Холандија. Таму практично на терен да се увидат некои работи и тоа да биде една воспоставена пракса каде што земјоделците пред сезона ќе можат да увидат од своите колеги како се работи, на кој начин, кои се модерните технологии, кои се начините, колку принос имаат од хектар или од декари и така на начин да пристапат кон нова модерна ера. А во делот на субвенциите за зелена нафта, мислам дека тоа ќе допринесе секако. Исто како и земјоделец, така и како една приватна фирма, секој гледа да ги скрати трошоците, односно да си го зголеми профитот. Мислам дека тоа ќе допринесе за понатамошен развој. Да. Министерството за земјоделство, односно владата, донесе измени во Законот за земјоделско земјиште. Тие ги оправдуваат со тоа што дека ќе се овозможи поголема максимална искористеност на земјоделското земјиште во делот на измените што се грејс период за земјоделци до 40 години да не плаќаат закуп нели во првите 3 години, потоа да може да се изградат рекреативни центри, објекти за промоција на земјоделските производи. Во другите делови што ги спомна, доколку има веќе изграден капацитет да може да се легализира за да можат да ги искористуваат средства од ИПАРД програмата, потребно ли е ќе го забрза ли тоа земјоделството и економскиот развој, не само земјоделството, со тоа и економскиот развој, доколку нели успеат земјоделците да ги искористат овие мерки кои што се зацртани во измените на законот за законот за изнајмување на земјоделско земјиште. Добро, Да. еве ќе земам само јас општи показатели, значи кога ќе направите една
анализа ќе видите дека европските земјоделци просекот на обработливо земјоделско земјиште е околу 12 до 18 хектари по индивидуален земјоделец. Кај нас таа пракса се уште не е воспоставена и мислам дека што побрзо мора да се отпочне реформата за земјоделско земјиште и се овозможи на земјоделците да управуваат со што поголемо земјоделско земјиште. Така да мислам дека ќе се согласи господин Ристо дека на поголема површина тие ќе си ги креираат своите планови за долгорочно, односно ќе имаат една добра подлога каде што ќе ги планираат своите развои, така да што до сега со просекот кај нас 1 хектар до 2 не е, како да кажам, не е оптимално за да може да биде едно земјоделско земјиште искористено. Така. Факт, бидејќи доаѓа во теренот на самото производство, морам да го кажам дека следниот податок. Точно е дека нашиот земјоделски производител е хендикепиран со расцепкано земјиште. Просечната големина негде, мислам, по земјоделски производител доаѓа 1 до 1,5 хектар, мислам, барем во нашиот регион, и тоа сигурно на 5-6 парцели најмалку е разделено. Мислам, тоа представува хендикеп при самото производство, хендикеп што овозможува зголемена цена на чинење на самиот производ, при сите факти во сферата на производство и при агротехнички мерки и останатите сите параметри кои што влегуваат во самото производство. Точно дека владата прави со законски регулативи некои измени се за да дојде до начин како да дојде до зголемување на производство и мораме да признаваме враќање на нашиот земјоделски производител на земјоделските површини, бидејќи сведоци сме дека се поголем број на земјоделски површини баш од податокот дека уназад X години имаме несоодветни цени на продажба на нашите земјоделски производители и мислам дека тука треба да се работи малку повеќе, да се работи, меѓутоа кога станува збор за работа, мислам неминовно треба да бидат вклучени, ако сакаме да видиме успех од земјоделието, 4 релевантни фактори, а тоа се науката, Министерство за земјоделие, представници на земјоделци и откупувачи или преработувачи. И ако се воспостави тука некаде некоја рамка правилна во сферата на производство, да знае нашиот земјоделски производител колку количина од даден производ на одреден откупувач или преработвач на даден производ треба да произведе и по која цена, мислам дека тука лека по лека ќе почне да заживее оној сегмент во зголемувањето на површините, а со тоа и зголемување на самото земјоделско производство. Меѓутоа мораме да кажеме дека сепак треба да влеземе во сферата на еден правилен начин на пристап во земјоделското производство, тоа значи вклучување на целата потребна земјоделска политика од производство па се до пласман на земјоделски производи. Дали станува збор од растително или од животинско производство, мислам дека сите проблематиките и кај растително и животинско производство се исти. Знаеме дека во последно време тоа што се случува е недостигот на соодветни цени на продажба на нашите производи. Еве сега да кажеме пофалва што оваа година стартот и завршетокот на зелката имаше одлична цена. Мислам дека следната година ќе влијае дека ќе имам уште повеќе зголемување на површините засадени од оваа култура, бидејќи тука станува збор за култура која што има доста пониска цена на чинење за разлика од останатите градинарски производи. Меѓутоа не со зелка треба тоа да станува веќе во примена и кај останатите градинарски производи, бидејќи станува збор за... Нели тоа покажува за стихиноста на македонското производство? Ако една година помине добро одреден производ, наредната година да се поголем број на земјоделци да ја применат таа, односно да се префрлат кон производство на тоа. Договорното производство многу пати сме го зборувале. И вие имате проблеми како земјоделци, како производители, тука како откупувачи кои што не можат да го откупат или тоа што го договараат. Има ли шанси тоа договорно производство на вистина да е договорно и на вистина да живее? Во сферата околу договореното производство, јас мислам не само земјоделските производители кои имаат проблематика околу пласмот, јас мислам сведок и преработувач или откупувач дека и они во одредени години од даден тип на производ, мислам дека пред 4-5 години имавме увоз од индустријска пиперка од Турција што им овозможи зголемена цена на чинење на самиот производ. Сега кога би се имал еден пристап по одредена цена
договорен од страна на откупувачите или преработвачите и земјоделските производители, мислам дека тука ќе престане нивната мака. Тие ќе знаат колку количини може да откупат од земјоделските производители, а пак од другата страна самиот земјоделски производител ќе знае колку количина треба да произведе од даден производ и по која цена ќе биде пласиран. Да, штом зборуваме за договорено производство да се реализира, значи се уште на терен е недоговорено производство, а тоа е проблем и за двете страни. Значи јас ќе почнам уште од старт. Штом во некои земји функцира, значи треба и нешто побрзо да се отпочне. Многу пати сме зборувале на оваа тема. Јас би почнал од една друга теза, каде што сега заедно како Стопанска комора разговараме директно со владата да се разговара околу законска регулатива за откупно-дистрибутивни центри, односно кој може да биде откупно-дистрибутивен центар. Една од идејата е, односно како закони постојат, но за жал кај нас не функционираат. Значи, како прво откупно-дистрибутивен центар мора да биде лице кое што ќе гарантира и со финансии и со некои критериуми по однос на стандарди и ред други работи. Втора теза беше дека да разговаравме во претходната година мора да ги има подмирено сите основи по откуп на земјоделски производи од земјоделците, за да може наредна сезона државата да му даде дозвола за откуп. И трета теза каде што разговаравме директно како Стопанска комора со владата беше да се веднаш да се направи анализа на терен кој може да откупува производите, односно дали има критериуми, дали има правила, дали ги исполнува стандардите, затоа што некои откупувачи имаат доста инвестирано во својот бизнис и конкуренција му е некој што за жал од трети пазари ќе дојдат на тоа недоговорено производство и представуваат конкуренција на некој што веќе има вложено во стандарди, во разладни комори. Втора работа која што морам да ја потенцирам, договореното производство е иднина на земјоделците, затоа што земјоделците мораат да бидат сигурни дека ќе им се наплати тоа, а ние како откупувачи мораме на еден начин да бидеме сигурни дека и нас ќе ни се плати, за да може ние да ги сервисираме обврските кон земјоделците. Тоа е една сложена работа која што многу години е пласната кај нас, но мислам дека отпочнува од корен да се реализираат некои горливи проблеми кои што постојат и мислам дека единствен предуслов кој што сите тие 4 релевантни фактори треба се спојат е во доверба. Значи мора да постои една доверба меѓу земјоделци и откупувачи. Ако нема доверба, све, како да кажам, нема да даде инпут ништо од ова договорено производство. Мора да постои една заемна доверба помеѓу земјоделците и откупувачите и конечно да се седне и да се разговара за ова договорено производство и за кооперативи каде што земјоделците ќе знаат дека ќе им се откупи овој производ, ќе им се наплати по една цена која што ќе гарантира цена на начинење и земјоделците треба да имаат профит од овој производ кој што ќе го произведат, за да може да во наредна сезона да реинвестираат пак во производството, во модернизација на производството и тоа е еден сложен процес кој што мислам дека се отпочнува да се од терен да се реализира. Така. Кога го спомнавме расцепканоста на македонското земјоделско земјиште, во тека проект преку Светската агенција за храна на Обединети нации за окрупнување на земјиштето од Струмичкиот регион има Моспитово, мислам дека е местото од каде што пилот населено место да. Има ли расположение кај земјоделците да сакаат да го окрупнат земјоделското земјиште? Дали повторно ќе кажам се запознати, информирани од бенефитите кои што ќе ги имаат, затоа што тоа не мала чекор кој што треба да го направат со оглед на традициите кои што ги имаме тука, па да не речеме менталитетот. Еве вака од вашите средби со земјоделците би го окрупниле ли тие земјоделското земјиште? Па реално гледаме мораме да го потенцираме, пак ќе кажеме менталитетот како што спомнавте, имајќи го менталитетот на нашиот земјоделец. Меѓутоа и со самиот начин во пристапот на укрупнување на земјоделските овој површини, мислам ти треба да се најде формула или начин како да дојде до правилен начин, бидејќи знаеме дека
тешко ќе дојде, бидејќи имаме површини земјоделски производители кои што имаат од висока прва или втора класа и сега тој си мисли дека ќе добие за тоа трета, четврта, дури и пета класа земјиште, меѓутоа пак ќе потенцира, мора да се најде начин или формула како да се амортизира квалитетот на почвата, што на површината што ќе ја добие со големината на површината. Така да мислам дека тука треба да се седне малку, да се повеќе поработи, меѓутоа сето тоа ќе дојде само со пристапот на примената и начинот на земјоделско производство со заедничкото производство, тоа е со задругите. Мислам дека неминовно е ваков начин на пристапот на производство, од друга страна самиот земјоделски производител ќе биде поконкурентен со поголема количина и на пазарот, а со тоа ќе добива сигурно и поголема цена на продажба на својот производ. А од друга страна мора да потенцира пониска цена на чинење на производот, бидејќи нема се трошат огромни средства за самото производство. Во теке најава на огласот за мерката 7 на ИПАРД, тоа според европските регулативи било период од 30 дена во кој што заинтересираните би ја подготвувале документацијата и сето тоа и апликациите кои што нели треба да ги пополнат за да ги искористат средствата. Повторно ресорните земјоделските власти имаа пресконференција на која што ја најавија оваа најава на мерката, велат дека од 8 до 10 милиони евра ќе бидат на располагање на земјоделците, на па дури компаниите, фирмите и за развој на мали и средни предпријатија. Помагаат ли ИПАРД? Вие кажавте 2 проекти веќе досега преку средства со ИПАРД програмата. Помагаат ли овие европски пари токму тоа да се развие и да се забрза моторот на македонската економија, тоа се малите и средни предпријатија? Уште самото тоа што го спомнавте дека малите и средни компании се еден генератор на нашата економија, значи неминовни се поддршките во делот на инвестиции во откупно-дистрибутивни центри, преработувачки капацитети. Значи да, ние имаме реализирано 2 проекти. Како што спомнав уште на самиот почеток, процедурите се малку сложени. Мислам дека треба да се работи малку на полеснување на апликациите. Но јас пред да се навратам на ИПАРД, би сакал да спомнам еден факт, во делот на малите и средни предпријатија. Ние сме соочени со еден предизвик, ако не се овие инвестиции од ИПАРД и други форми на финансирање, ние сме, како да кажам, ние сме дојдени во состојба каде што во делот на работна рака имаме сериозен проблем, затоа што во нашиот регион, југоисточниот регион, имаме доста странски инвестиции. Тие се доста поликвидни и поспремни од нас и делот работната рака ни го зимаат на терен. Имаат доста финанси за да го платат тоа. Мислам дека освен ИПАРД треба и други начини да се реализираат за финансирање, за поддршка на малите и средни предпријатија. Кога сме во делот на ИПАРД, вие знаете дека пред 2-3 години ИПАРД повлече некаде околу 30 до 40% од финансиите назад. Значи тоа го кажува на фактот дека имаме доста неискористени средства. Огромен е потенцијалот, огромна е поддршката, тие се пари од Европска Унија, добре дојдени се и се еден импулс за развој на нашите компании. Така. Вашиот сектор повторно ќе се соочи со нови предизвици. Еве сега земено на национално ниво веќе се споменува дека ресорниот министер ќе си оди од министерската фотелја. Важно ли ви е кој ќе го замени и во смисла дали се уште се одлучува по партиски клуч или сте вклучени во давање предлози, во профилирање на лик кој што би сакале нели да исполнува, да има одредени познавања од оваа област која што повторно ќе кажам, велите дека е клучна за развој не само на земјоделството, туку и на македонската економија, затоа што потенцијалот на македонското земјоделство може да делува и врз целата економија. Па ако кажеме дека политиката си го зема своето, нема ништо да кажеме
Друго, бидејќи јавна тајна дека секоја политичка опција која што е на власт работи со дотичните министерства, така да и актуелната власт мислам дека од незините редови следниот министер сигурно ќе биде. Меѓутоа, што е важно за нашиот земјоделски производител? Еве, според мене морам да кажам, пред се најважно е да биде човек што ќе доаѓа од ресорот земјоделие, значи што ќе го разбира земјоделието. Второ, мислам помалку важно, поважен сегмент во неговото справување со земјоделската проблематика е да има неминовна комуникација со теренот, со самите земјоделски производители, а сето тоа ќе го постигне само ако има правилен избор, да речеме, при изборот на советниците кои што ќе го чинат неговиот кабинет. Неминовно е тука да има советници од растително производство и од животинско производство. Секој од својата сфера, мислам, кога го познава тој терен, ќе даде одредени привилегии за следниот министер да има успех во секторот земјоделие. Така да се надеваме дека следниот министер ќе биде пред се од редовите на земјоделието, дали од науката или од друго работно место, меѓутоа најважно според мене е да доаѓа од теренот на земјоделието и правилен избор на советници и неминовна комуникација со нашиот земјоделски производител од и најголемите информации и потреби, сето она што треба да го стори и да го направи во иднина следниот министер баш ќе доаѓаат од теренот на самите земјоделски производители. Да. Секов мерит системот или системот по заслуги, учествувате ли вие и како откупувачи и како стопанска комора, барем со ваши сугестии и предлози кога станува збор за еве вакви кадровски позиционирања кои што засегаат еден поголем дел од граѓаните кои живеат тука? Да, ние како бизнес комора секако учествуваме во овие политики. Мислам дека пред се би се согласил со господинот Ристо. Тоа е еден од најклучните елементи во делот на економијата, значи многу земји својот раст и развој го креираат токму врз база на земјоделието. Мислам дека до сега сме задоволни како бизнес сектор од досегашниот министер и дел од неговите советници кои што до сега имаме развиено политики за пласман и промоции, B2B средби, саемски манифестации во други земји. Исто така морам да пофалам дел од неговите советници кои што исто така дел од нив доаѓаат од бизнес секторот, што тоа за нас е многу важно затоа што ги знаат потребите на бизнес секторот. Исто така во делот на промоција, саемски манифестации и практично на терен, мислам дека има добар дел од неговиот тим, како Гоце Ѓоргиевски, например, кој што ние како бизнес комора ни беше доста од поддршка за нас и мислам дека досегашните политики кореспондираат со нашите барања. Така. Јас ви благодарам за тоа што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија. Дадовме еден краток осврт на она што се случува на теренот и што се случува во канцелариите и министерствата каде што нели повторно треба да се барем се најавени да се случуваат промени. Повторно ќе оставиме мала пауза за во некое скоро време повторно да седнеме да видиме што од ова што сега го проговоривме во која насока тргна, дали имаме позитивни или негативни последици во однос на производството, откупот и сето она што е поврзано со земјоделството. Ви благодарам и секогаш мораме да размислуваме позитивно. Благодарам уште еднаш на поканата и се надеваме дека во иднина барем дел од оние позитивни насоки кои што беа спомнати ќе бидат применети од следниот министер. Да, меѓутоа и критиката некој пат знае да биде најпозитивна, да даде најголеми ефекти. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на емисијата Виза Виза. Благодарност за вниманието со кое не следевте. Пријатно.